Благодарам. Имам три прашања. Првото прашање е за министерот за здравство, а останатите две за министерот за земјоделие. Меѓутоа, ни еден од министрите... Тука е министерот за земјоделие, ќе го повикаме. Го молам министерот за земјоделие да влезе во салата. Продолжите, повелете. Тука е министерот, повелете. Добро, значи, моето прво прашање се однесува на министерот за земјоделие и секако произлегува од секојдневните контакти кои ги имам со моите сограѓани, со земјоделците од општина Неготино. Прашањето се однесува за проблемот кој настана по јавниот повик од ИПАРД за добивање на земјоделска механизација. Ако не сте запознати за што станува збор, јас ќе ве запознаам со комплетната процедура и проблемот кој настана по јавниот повик за користење на средства од ИПАРД програмата. Значи, земјоделците поднесија барања врз основа на јавниот повик, нели? Аплицираа со сета потребна документација, наведена во јавниот повик. Потоа, Агенцијата за финансиска поддршка и развој на земјоделието ги разгледуваше документите и по извршените контроли и теренски и административни на тие што исполнуваа услови, им пушти одобрување за набавка на земјоделска механизација. Тоест, решение со кој се склучува договор и земјоделците заклучно со 31.12. требаше да набават земјоделска механизација, односно во овој случај трактори, како што и направија. И последната фаза е откако ќе ги купат тракторите врз основа на решението кој го добиле од агенцијата, тие поднесуваат барање за повраток на средствата, односно повраток на 60% од средствата кои ги вложиле, или од 12.000 евра, колку што од прилика кошта еден трактор, да им се вратат назад околу 8.000 евра. И наместо како претходните години, сето да заврши без проблем и земјоделците задоволни да си ги искористат своите трактори, ова година, наместо средства, земјоделците добија решенија дека се одбиени и дека нема да ги добијат тие 8.000 евра кои по редот на нештата им следуваат. Како причина за одбивањето, пак ќе потенцирам, во фаза кога не може да бидат одбиени, се наведува дека немаат 2 хектари земја. Почитуван министар, дали знаете што значи ова за земјоделците, кои набавиле трактор, подигнале кредит за да ја платат целата сума и сега агенцијата не им ги враќа 60% од средствата кои ги даде? Второто прашање исто така за министерот за земјоделие, и што е нормално, бидејќи доаѓам од земјоделски крај, прашања има многу. Почитуван министер, ветувавте интервентен фонд. 6 месеци од кога ќе дојдете на власт, а поминаа година и 6 месеци. Од интервентниот фонд ниту денар. Министре, дали знаете дека во овие година и пол, додека сте на власт, скапуваа праските, лубениците, јапонските јаболки, сливите, а сега оваа зима и јаболките во Преспанскиот регион. Земјоделците ги истураат производите на буниште или воопшто не ги собираат од нивите, бидејќи цената на овие производи е под производствената цена. Значи, прашањето е зошто и со овој буџет за 2019 година не беа планирани средства за овој интервентен фонд. Третото прашање се однесува на министерот за здравство, а се однесува за функционирањето на брзата помош во Неготино. Ова прашање, министре, произлегува од големата загриженост на граѓаните на општина Неготино и општина Демиркапија. Да ви го образложам прашањето. Во јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино до пред известно време функционираше брзата помош со 5 тима. Но од 1 ноември тројца од 5 доктори кои работеа во Здравствен дом Неготино дадаа отказ и премина, односно си продолжија со работа во Здравствениот дом во Кавадарци. Со што нашиот здравствен дом остана само со 2 тима кои се недоволни за нормално функционирање на службата за брза помош. Од 1 ноември до денес, а не знаеме до кога, не
Недостатокот на општи доктори, односно дежурствата во болница, ги држат специјализантите и матичните доктори, кои месец за месец подпишуваат договори, бидејќи имаше големо незадоволство и реакции од нивна страна, што секако е со право, имајќи ја во предвид тежината и природата на работата која што тие ја работат. Инаку брзата помош во Неготино ги покрива општините Неготино и Демиркапија, како и дел од автопатот од Градско до Удово. Една екипа од брзата помош од Неготино за време на летните одмори има редовно стационирана на автопатот заради големиот број на сообраќајни незгоди. Од сите овие причини, со право граѓаните многу се вознемирени гледајќи дека е доведено во прашање обстојувањето на службата за брза помош во Неготино. Како што реков, држењето на смена од страна на специјализантите не може уште долго да трае, затоа што за година или две, а некои можеби и за пократко, ќе специјализираат. Исто и матичните доктори од општината, колку и да фондот за здравство ги обврзува на овие дежурства, секако нема да можат уште долго да издржат. И со право им се реакциите. Колку се сите тие во состојба, односно колку се функционални да дежурат, имајќи во предвид дека во текот на неделата си ги извршуваат редовните работни обврски, и сето ова има плюс работа, а со оглед на стресната работа која што ја имаат во брзата помош, секако дека ова е краткорочно решение, кое во најбрз временски рок треба да се замени со трајно решение, кое секако ќе биде во интерес на граѓаните на општина Неготино, односно граѓаните на општина Неготино и Демиркапија да добијат квалитетна здравствена заштита во рамките на брзата помош во Неготино. Ви благодарам.